Ова што го донесе вештачката интелигенција сега, ќе ни даде можност да направиме чекор назад. Паралелно со развојот на алгоритмите од вештачката интелигенција мора да се работи и на алгоритми за борба со нус ефектите од таа вештачка интелигенција. Значи, сите тие придобивки од социјалните медиуми, од брзото ширење на информациите, имаат и негативна страна, брзо ширење на дезинформација. Има некои обиди сега да се прави софтвер кој што детектира дали одреден текст е генериран или е природен текст. Колку тој алгоритам е прецизен или не, времето ќе покаже. Кога тој ќе стане доволно моќен да го детектира лажниот наратив, креаторите на лажни наративи ќе го сменат алгоритмот за да станат непрепознатливи. Па оние кои што се борат со препознавање ќе мора да го сменат алгоритмот за препознавање. И тоа е вечна борба. Генеративен AI се системи кои што користат големи бази на податоци и алгоритми за да создадат нови податоци слични на истите. Функционираат нешто налик на нашиот мозок, каде што и ние имаме милиони неврони, така и овие имаат милиони параметри. За да се создадат успешни модели, се користат бази на податоци кои што го фаќаат скоро целиот интернет. Тоа се алгоритми кои со некаква статистичка веројатност го генерираат наредниот збор во реченицата. Тие не учат знаење во вистинска смисла на зборот како ние тоа што го замислуваме. Тие учат секвенца од зборови кои што ги детектираат во текстовите. Значи го гледаат контекстот во кој што е потребно да се изгенерира текст и едноставно со најголема веројатност го избираат наредниот збор во реченицата базирано на контекстот во кој што се наоѓаме и така збор по збор ќе изградат една цела реченица. Луѓето кои што ги креираат овие модели, кои што ги тренираат, ја користат целата Википедија. Може да ги земат логовите од цел Твитер, цел Reddit и други портали или веб сајтови кои што имаат голем број на податоци зачувано кај нив. Самиот систем можно е да прикаже некои одредени информации како точни одговори, но тоа да не е така. И ова се нарекува AI халуцинација. Системот сака да го продолжи разговорот, сака да даде точна информација, меѓутоа бидејќи му недостасува одредена информација во неговиот тренинг сет, во неговата датабаза, измислува дел кој што не е вистински така. Има некакви податоци кои што ги даваат оние кои што ги имаат изработено софтверските пакети, например ChatGPT. Мислам дека беше некаде во опсек 60 до 80% постои веројатност да дадат вистина. Ама пак огромна е веројатноста и да дадат лажен факт. Поготово ако поставиме доволно комплицирано прашање. Сепак станува збор за јазични системи кои што може да се представуваат и како луѓе. Еден пример кој што циркулира многу по интернетот е во едно тестирање на GPT-4 му даваат предизвик да реши пазл, онаков кепча пазл, пример кликнувајќи ги сите семафори кои што се во сликата. Не можејќи тоа да го направи, оди на онлайн платформа за фриленсери каде што најмува човек кој што ќе му го реши проблемот. Кога човекот прашува зошто не можеш да се решиш проблемот, да не си робот случајно, ChatGPT одговара со тоа дека е човек кој што има проблеми со видот и дека му е потребна помош да ги реши таа кепча загадка. Успешно ја поминува тој предизвик. Voice моделот или гласовни модели, да ја кажеме на македонски, се тренираат исто така на голем број на податоци, со тоа што тука таргетот не е да се генерира текст, туку за даден текст на влез да се генерира говор. Со тоа што најновите модели кои што ги имаме користат трансферно учење, каде што со мал број на примероци може да се дотренира за да имитира било чии глас. И тоа може да биде многу корисно, например, аудио книги, да ви ги чита некој убав говорник. Може да направиме да креира музика од автори кои што не се повеќе меѓу живите, доколку го истренираме системот на музика од тие автори. Меѓутоа истиот систем може да се искористи и во генерирање на твој, мој, било чив друг глас кој што е на интернет или кој што едноставно е снимен на телефон. Така што може да се подметне текст да биде говорен од говорник кој што тоа никогаш не го
говорел, а кога го слушате да биде апсолутно уверливо дека се тоа негови зборови од неговиот глас. Сликовниот модел исто така користи така наречени конволуцијски невронски мрежи, кои што возможуваат за даден текст опис да изгенерираат слика. Дадениот текст или опис се поврзува баш со таа матрична репрезентација на сликата и после тоа назад се враќа слика која што ја гледаме како нешто што има смисла. Тука секако станува збор за нешто кое што може да биде искористено во широк спектар на креирање на содржини. Она што зашто може да се искористи секако негативно е да се направат фотореалистични репрезентации на настани кои што никој пат не се случи. Може да се искористат за креирање на лажни вести, може да се искористат за било какво интерпретирање на настани на начин кој што е поинаков од оној вистинскиот. Ја прави опасна бидејќи може да се изгенерираат лажни слики за луѓе. Што значи дека може да се креираат непристојни слики од луѓе и потоа да се користат за уцена. И тоа е најстрашното. Се сеќавате, имаше фотографии за апсење на Трамп, кои што воопшто не се случија, меѓутоа фотографиите беа создадени намерно за да се покаже колку лесно може да се измонтира јавно грубо апсење на улица пред суд и кога човек не би бил информиран дека тие слики се deepfake, би бил сигурен дека на вистина тоа се сцени на апсење на претседателот на САД. Видеомоделите функционираат исто така со длабоки невронски мрежи, со тоа што користат дводимензионални и тродимензионални конволуцијски невронски мрежи. Многу слично како на сликите, со тоа што тука се додава и временска димензија, значи се генерираат секвенции од слики. Кога станува збор за креирање на видео, се уште тоа што ни е јавно достапно малку доцни со квалитетот, меѓутоа е прилично блиску, посебно во одредени контексти. Да речеме, ние веќе знаеме за спикери за 24/7 канали за вести, каде што само му се даваат текстуални информации и виртуелната личност ги кажува тие информации со голема доза на фотореалистичност. Секако негативната страна на ова е дека можеме да креираме различни типови на настани кои што се документирани на видео, а тие настани воопшто да не бидат вистински, или да манипулираме одредени елементи во истите тие настани за да ги интерпретираме на поинаков начин. Секоја технологија носи своји ризици, меѓутоа, ако вешто ја користиме и ако сме доволно образувани и обучени да ја употребуваме разумно и внимателно, секоја технологија е корисна алатка во нашите раце. Најголемата опасност од овие технологии е ние повеќе да престанеме да веруваме на она што го гледаме и она што го слушаме. Доколку ние не можеме никој пат да бидеме сигурни во валидноста на таа репрезентација, на тој документ, аудиовизуелен документ, тука имаме сериозен проблем врз нашата способност да ја расудиме реалноста онака каков што е.